А по продолжение она што ќе ви го најавам ќе биде навистина уживање со оглед на тоа што колегата Ване Марковски беше во посета на еден од најживописните делови од Србија, тоа секако е Златибор, па од неговиот неколкудневен престој успеа во една репортажа да ни спои се неговото искуство, се она што успеал да доживее таму, меѓутоа и да ги истакне сите природни убавини, меѓутоа и културата која што преовладува таму, а тоа е всушност она што секоја година се повеќе станува попривлечно за туристите широм регионот. Како дел од регионалната кампања Доживеа Србија, реализирана од туристичката организација на Србија, имав можност да патувам низ еден од најживописните делови на оваа земја, планинскиот регион Златибор. Заедно со новинари од целиот Балкан, престојувавме неколку дена во срцето на западна Србија, откривајќи ги природните убавини и културните вредности што ја прават оваа дестинација се попосетена и привлечна за туристите од целиот регион. Нашето патување започна со искуство кое во најбуквална смисла на зборот не крена високо – Златиборската златна гондола. Оваа модерна жичарница е најдолгата панорамска гондола во светот, долга дури 9 километри, и поврзува три точки – центарот на Златибор, Рибничкото езеро и ски центарот Торник. Патувањето трае околу 25 минути, време што поминува незабележливо, бидејќи сте опиени од погледот што се простира кон зелените падини, густите шуми и синевината на езерото под нас. Гондолата не е само превозно средство, тоа е доживување кое ја носи душата горе, меѓу облаците и на самиот врв Торник, каде што ве очекуваат нови доживувања. Следната дестинација не одведе длабоко под земја, во пештерата Стопича, едно од најфасцинантните природни богатства на Србија, но и на регионот. Пештерата е лоцирана во селото Рожанство на околу 20 минути од центарот на Златибор и е лесно достапна за сите категории посетители. Внатрешноста на пештерата е неверојатна, големи простори, природно осветлување и највпечатливите елементи – бигорните кати. Станува збор за природни камени вдлабнатини исполнети со вода, кои личат на природни базени. Неодоливо фотогенични, тие се создадени со векови наназад, благодарение на капењето и таложењето на минералите. На момент имав чувство дека се наоѓам на друго место, некаде подалеку во некој светски познат геолошки парк, се додека не се подсетев дека ова е токму тука во нашиот балкански двор. Но ако природата го воодушеви погледот, тогаш етноселото Сирогојно го стоплува срцето. Ова етнолошко музејско село е сместено на неколку километри од Златибор и представува жив сведок на традиционалниот начин на живот во овој дел на Србија. Тука низ автентичните дрвени куќи од 19 век, поставени точно како што биле распоредени низ златиборските села, може да се види како живееле, работеле и создавале предците. Музеот на отворено е уреден со голема љубов и внимание. Во секоја куќа е поставена сцена од животот, кујна со стари садови, ткање, ковачница, штала, сето тоа автентично, без додадена глума. Тука времето на вистина запира, а чувството на припадност, традиција и едноставност доминираат. Сирогојно не е само туристичка атракција, тоа е жива приказна, раскажана преку тишината на дрвените подови и мирисот на тревата. Нашиот прв ден заврши со впечаток дека Србија е полна со изненадувања, од височините на Торник, низ длабочините на Стопича до тивката мудрост на Сирогојно. Кампањата Доживеа Србија на вистина не подсети дека понекогаш најдлабоките доживувања не се далеку, туку многу блиску, само едно патување оддалечени од нас.